Океј, дечки, денеска зборувам на тема страв. Моја препорака има преубава книга од филозофот Хабард, се вика Дианетика. Дија е низ, нетика доаѓа од зборот нус, ум или душа, низ умот, низ душата. Објаснува многу ефективна техника како се справите да го избришете тој нерационален страв. Ама денеска ќе зборувам за нешто друго. Ќе зборувам за стравови и како човек да се справи со стравот. Секако за мене решение е тоа. Можем ја да ви помогнам, работам со луѓето како да се ослободат од стравови кои што не се здраворазумни. Значи имате здраворазумен страв, некој не сака да стави рака на пегла, тоа е здраворазумен страв, поради тоа што те регулира аналитичниот или свесниот ум, но има луѓе многу стравови кои што умот фактички ги добива врз база на минати искуства, врз база на различни травматски искуства, врз база на различни преплашувања. Имате луѓе у кои што е внесен страф од мал, сте имале мајка што се плашала и мајката да ви ги пренесе стравовите, тие се всадени стравови во вашиот ум, всадени стравови, вика и страв до коски. И буквално е преплашен до крајни граници, ајде да речеме длабоко е преплашен поради некоја дадена ситуација. Може би сте имале дадена ситуација каде што некој сакал да ве научи лекција, одбрал погрешен метод да ве преплаши, затоа што се вика дето нема после тоа да ме нервира, нема да не знам, палави, ама ти овако наприш, ова ќе се деси, ова ќе се деси, ова ќе се деси, онака ќе се деси, дето е преплашено целосно и од тогаш е укочено и не е слободно да креира, не е слободно да твори и така натаму. Да, имате различни ситуации каде што стравовите се пренесени од други луѓе, имате стравови кои што ги имала мајката, таткото ваш, кои да сте гледале дека имале некои стравови, па тие стравови да дошле во вас. Имате стравови за кои што не знаете зошто се таму. Имате многу луѓе кои што имаат специфични стравови, фобии, разноразни ситуации кои што и они не знаат од каде е тоа, но во подсвесниот ум, во реактивниот ум има точен момент или настан зошто тој и како тој страв е формиран и од кој инцидент, од кој настан фактички потекнува даден страв, но за тоа човек да го открие треба да работи на себе, поради тоа што знаете во подсвест имате дадени ситуации кои што не ги гледате. Имате дадени мемории кои што се заборавени, имате дадени случаи од кај што потекнуваат многу негативности во вашиот живот за кои што сте заборавили уопште дека постојат. И треба нешто да ги извади тие мемории пред вас, да ги видите, за да можете да ги неутрализирате самите тие стравови. Така да има за тоа решение и има точно како тоа се прави, како да се ослободите од тие стравови, како да сватите дека станува збор за некои нерационални стравови кои што ве мачат цел живота и самите вие не знаете од каде потекнуваат и зошто потекнуваат, но потекнуваат од даден момент. Има многу видеа на тема страв на мојата YouTube страна ДР Зарко Костик. Обично сакам да не се повторувам, поради тоа што сум зборувал на оваа тема често. Сакав денеска да од друг аспект зборувам на тема страв, но во суштина станува збор за тоа дека имате неразумни стравови. Имате стравови кои што се добри стравови. Например, кога ќе излезете надвор од комфорт зоната, имате страв и тој страв после тоа го претварате во самодоверба, доколку продолжите да одите во непознатото, непознатото ќе ви стане познато, и кога непознатото ви станува познато, тогаш веќе стравот е претворен во самодоверба и не е веќе страв. Поради тоа што многу често луѓето имаат страв од непознатите работи, ќе отиде во нова земја, страв му е, се додека не го освои тој простор, не ја освести таа територија, не види, затоа што стравот ви го намалува видикот, знаете. Стравот не ви дава ширина, стравот ве смалува. Сте видели, например, луѓе кои што се устрав, се бледи или црвени во лицето. Зошто? Се бледи, поради тоа што крвта се повлекува во центарот на вашето тело, во виталните органи, затоа што ви кога на кожата не треба сега крв, има некоја опасна ситуација, човеков ќе пребледе и од таа реакција на страв, која што организмот ја перцепира, крвта се повлекува и што се случува, човекот пребледува. Значи, што е стравот? Стравот е намалување. Стравот секојаш ви ја намалува перцепцијата, стравот секојаш ве намалува вас и не сте свесни за околината. На колку повеќе свесни станувате, затоа едукацијата е многу важна, затоа работење на себе, да видите од каде ви доаѓаат тие
нереални стравови што ве мачат цел живот, за тоа стварно можам да ви помогнам. Може да ми се обратите 078-261-771. Тоа е мојот број, пишете ми порака, поради тоа што имате многу стравови кои што ве кочат, кои што ви се кочница во вашиот живот, поради кои што не можете да правите работи кои што ви сакате, поради тоа што наместо вие да сликате на платното на животот, стравот ви ја земал четката и он црта место вас. Но гледайте, страв како такво. Стравот е една состојба, ќе даваме на еден цитат од истот филозоф Хабард, вика тоа е состојба на будност, будни сте, за контра напорите кои што го загрозуваат опстанокот. Видите, страв е состојба на будност за контранапор. Се што е напор? Напор е нашиот опстанок, нашиот напор да опстанете, ама контранапори се напори кои што околината или други луѓе ви ги прават контра вас. Контра вас. Бум, контранапор, 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 контранапор. Значи околината или некои луѓе, и луѓето се околината, може да ви направат контранапор, нешто кој што оди контра вашите напори да опстанете. Имате напори за опстанок, имате контранапори од околината. Значи вика, страв е состојба на будност за контранапорите кои што ви го загрозуваат опстанокот. Состојба на будност за контранапорите кои што го загрозуваат опстанокот. Сте виделе ли човек кој што уплашен како гледа цело време контранапорот? Гледате колку интересен е стравот. Имате некој човек, Магдалена, поздрав, имате некој човек кој што, например, ајде да речеме, е гадлив и не сака да му се падне некое влакно во супата. Он е буден за влакното. И влакно да не му супата. И он ќе го најде влакното супата поради тоа што го бара, поради тоа што стравот е будност за нешто кој што ви го загрозува опстанокот. Е сега, нештото кој што ви го загрозува опстанокот може да биде воопшто нешто кое што не е поврзано со реалност. Имате некои луѓе кои што, например, се плаши да не настина, да не се разболи. Страв му од разни работи од кои што не треба да му биде страв. Он нешто погрешно сватил, очигледно е така. Очигледно он сватил дека можеби некој вирус на настинка или не знам што и да е, дека ќе му го загрози до тој степен опстанокот да нереално ти го гледаш дека човеков не оперира, не функционира врз база на податоци кои што се реални, но умот сватил нешто погрешно и кога умот ќе свати нешто погрешно, пак се враќаме на минатите искуства, може да бидат искуства кои што на човекот му се случиле неубави. Гледате, добил многу ситуации каде што не знам, бил бомбардиран со негативни работи, критикуван, тепан, што и да е. Он има контранапори, нешто кој што му го спречил опстанокот и она што се случува, се човекот ги бара да не дојдат пак. Но гледайте, најчесто ние не сме во таа околина каде што има нешта кои што не го загрозуваат опстанокот. Вие не сте обкружени со змии кои што лазат околу вас, отровници кои што мислите дека ќе ве каснат секој момент. Но човекот може да биде околу гранки дрва или се и да мисла дека тоа се змии. И тоа е најголемиот проблем со стравот, поради тоа што у суштина нема змии околу вас, има гранки кои што вас ви личат дека се змии. И човекот си прави тензија и си прави страв поради тоа што умот има некој податок за страв од змија. И сега, она што се случува, умот станува премногу буден на таа тема и он почнува да ги бара работите кои што се и слични на змија и сега човеков ќе види гранка и он мисли дека е змија. Знаете, поради тоа што има дадена ситуација, има нешто во неговиот ум на таа тема кој што предизвикува он да е буден и да ги бара се тие ситуации. Е сега, сте виделе ли луѓе кои што се во страв дека прво нешто што прават е кликнуваат страшни работи на интернет? Значи, гледате, луѓе во кои што постираат страшни работи, хорор филмови, они уствари зависат од луѓето кои што се во страв. Гледате, во дадена ситуација имате дадени работи каде што имате социјални медиуми, каде што има страшни работи наведено во тие постови, извештаи и така натаму. Ама човек кој што ќе е на страв, 100% ќе кликне на тоа. Тој најмалку треба да клика на тоа. Поради тоа што гледате му се зголемува тој зачаран круг на стравот, поради тоа што он бегајки од
да не му се случи нешто, он е толку буден за тоа и он баш го наоѓа од 100 работи кои што се убави на интернет, неговиот ум, неговото око не иде на 99 работи кои што се интересни, затоа што интересот не е таму, затоа што емоцијата на страв е доле и кога имате емоција на страв, човекот е заинтересиран да збори за страшни работи. Сте виделе уплашен човек, прво што му се начулени ушите е за нешто ако слушне страшно. Си викаш кај го чу човеков таа информација. У далечината имате 3/4 луѓе се зборат за нешто. И буп, на неговото пам, на таа фреквенција му е на стравот и ќе го прифати тој збор кој што фактички на него му го буди интересот. Зошто? Поради тоа што стравот, кога е на ниско ниво човекот на фреквенција, а тоа е страв, он станува буден за работи кои што се страшни. Апел до вас кои што имате страв за било што. Немојте да кликате на страшни работи на социјалните медиуми поради тоа што тоа ќе ве завлече само во нереалниот филм на таа страшна фреквенција и после тоа станува зачаран круг, ти си уште повеќе исплашен од информацијата што си ја прочитал и од таа информација која што не си ја разбрал пак, поради тоа што и таа информација што ја читаш, некој можеби не ја разбрал, некој ја кажал, не ја кажал како што треба и луѓето што постираат си имаат своји агенди за да ги испрашат луѓето или да си направат тоа што треба да си направат и се и тој што постирал не постирал како што треба или не го објаснил како што треба доследно. Вие имате нешто неразбрано на таа тема кое што ве мачи цел живот, ама се поврзувате цело време со таа фреквенција и со тоа ниво и она што ќе се случи кога ќе се споите со таа фреквенција, вашиот страв се зголемува. Кога вашиот страв е зголемен, сега ќе ги барат и останатите 16 артикли кои што се страшни, кои што зборат за умирачки, кои што зборат за болести, кои што зборат за проблеми, кои што зборат за сообраќајки, кои што зборат за автобуси превртени, кои што зборат за што и да е, ќе ги најдете поради тоа што го барате тоа. Немојте да ги барате страшните работи, ќе видите колку ќе се поврзете со убавите работи во животот. Гледате, во животот е фреквенција. Така, имате убави работи, театар, опера, кино, ресторан, журка, искачење, тоа се фреквенции. Што има настани у Скопје, она или он место да бара што има настани у Скопје, он или она бара на Facebook и магнете, ке речат, леле, магнет сум за такви работи. Не си магнет за такви работи, него фреквенцијата, гледате, другите луѓе им поминуваат тие работи, он го трга. Он го скрола нагоре, штрк, ке дое нешто страшно, катастрофична ситуација, он иде нагоре, трап, неќе не да слуша за катастрофична ситуација. И најголем број на информации луѓе кои што се пласираат како страшни информации уопште не се важни за вас, уопште не се релевантните информации. Се превртел автобус у Индија. Не убаво што се превртел, ама на кого му служи таа информација уопште? Зашто на нас не е важна таа информација? Не е важна. Целосно нерелевантна информација. Ајде да речеш пожариме околу Скопје, не Боже, а е релевантна информација. Ама ваму у Индија се превртел автобус, 4 загинати. Зашто? Што е битна? Не е битна таа информација, ама тие кој отвориш. Гледаш сега ти ја билдаш твојата фреквенција на страв и кога ќе ја набилдаш со тоа твојата фреквенција на страв, ти стануваш свесен за многу подруги страшни работи. Абе да видиш, има дадени ситуации. Ќе дојдат некои постари господи. И се имаш млади деца, не ги интересира да слушат за страшни работи, ќе се спојат две стари господи на страв, они само за тоа зборат. Кој што направил, дал некој се разбрал, некој ова му се случило, тој леле таа и таа ситуација, леле тој тоа таму и таму. Не ќе можете да слушам за такви работи. Ами имате луѓе кои што се како на радиофреквенција, ждрк. Тие се подесени на таа фреквенција. Зошто? Поради тоа што емоцијата му паднала. Затоа што не е креативен. Гледате што е страв, животот тебе те напаѓа. Сакаш да немаш страв, нападни го ти животот. Тебе го наједноставното решение на тема страв. Сакаш да немаш страв, нападни го животот. Животот да му биде страв од тебе. Страв у смисол на позитивна работа, не да го тепаш животот, не да се тепаш ти со животот, него да го крира животот. Ти си уметникот во животот. Гледате, стравот е креативна работа, му негативен правец. Стравот е многу креативен. Ама некако што треба да е. Ама вие ако сте креативни во насока на добро, вие ако сте креативни во насока да го создадеш ти твојот живот, ти си уметникот на твојот живот.
ти уопште не се поврзуваш со таа фреквенција. Замислете го страв и вие. Па не споиви сте. Знаете како авион, кој ќе отиде у облацина, он вика чега ќе се кренам малку на повисока фреквенција, ќе дојдам на некоја друга алтитуда, повисоко ќе сум, за да можам да ги избегнам магливе облациве или турбуленциите. Замислите и вие. Се замислите вие да сте го подесиле авионов да дојде баш на турбуленции. И сега кај што има турбуленции, ти со авионов си таму. Си кажеш, леле, цел живот турбуленции. Не уопште цел живот турбуленции. Си се подесил на таа фреквенција. Си се подесил на таа фреквенција. Ако ти ја смениш малку фреквенцијата на повисоко, нема да имаш уопште таква фреквенција. Затоа што ќе избегнеш таа фреквенција. Ќе ги избегнеш тие информации. Уопште ќе избегнеш тие луѓе. Зашто имаш луѓе што доаѓаат и ти зборат хорор филм. Сте видели имате некои луѓе у друштво и ти си супер, убаво, бам, нешто негативно одма, бам, нешто негативно, трето негативно, четврто негативно. На крај си одиш дома од забава, патосиран. Зашто? Затоа што се појавил некој што е на таа фреквенција. Не значи дека не треба да ги слушаме луѓето и на нив им треба помош. Ама нека ми се јават боље мене. Не зборите многу со нив, поради тоа што ширачи на хаос и ширачи на страв ви ги тригеруваат траумите кои што се слични на таа тема. Дал некојаш сте имале ситуација, ке слушнете нешто негативно и одма мислите дека и вие го имате тоа. Гледате, умот тоа го прави. Во умот има даден механизам кој што прави дупликат од тоа што го слуша. Ке слушнете некој негативен муабет, на некој човек, не де Боже, нешто му се случило. У твојот ум одма доаѓа, бам, тебе. Ти симптоми браваш, даваш, леле ова да не се случило, не леле ова да не се случило. Зошто? Поради тоа што во самиот ум има механизам кој што ги дуплицира, кој што прави фотокопии, пап, од работите кои што ги слушне, ама обично тоа е негативен механизам. Тој не прави дупликат од механизмите на леле човеков успешен, леле колку човеков е добар, леле колку човеков е успешен. Да, ама има за жал негативен механизам во умот кој што прави копии од негативните работи кои што ќе ги слушне и почнува да мисли он сам дека ги има тие исти ситуации кои што ги чита, кои што ги слуша, кои што ќе ги разбере, кои што ќе ги види. И после пола ден му е таа мисла испревртена у главата на таа тема. Затоа што не го владе и не го контролира сопствениот ум. Сега, луѓе, она што е важно е не да ги бараме страшните работи во околината. Поради тоа што ако ти ги бараш страшните работи, ти веруе ми ќе ги најдеш страшните работи. Ама некој мора да те спушти на емоција на страв. Затоа што ако тебе не ти е страв, као да не си човек. Не зборам, пак ќе кажам, сега имате разумни стравови, не човек да прави глупости кои што ги прави, ама сакам да кажам, некој ви има спуштено на таа фреквенција. Многу често имате ситуација, имате некоја девојка, има 30 години девојчево. Тетка и мајки, баба и комшиите, ајде уште не си со... Абе, знаеш што, не можеш после си најдеш момче, не можеш ова си на... Леле, ама ајде, биолошкиот часовник ти очукува, биолошкиот часовник 30 години, биолошкиот часовник готово. И се девојчево е преплашено, ќе се фати со било кој дечко, затоа што биолошкиот часовник на неа е при крај и затоа што некој им исплашено на таа тема. Она претходно си била ноншалантна на таа тема. Ама се она да се вклопи во околината, гледате, мора да се вклопиме во околината. Замисли она да е на 38 години да не е гајле за биолошкиот часовник. Ама у позитивен смисол мислам да не е гајле. Она пробала све, само не успеала да го најде вистинскиот дечко. Океј, не успеала. Ке си преземе чекори, можеби ќе си направи даден тип на други решенија како да остане трудна, можеби едноставно планира тоа да го направи ако нема нели дечко и така натаму, ама си е срекна, весела и си е задоволна. Замисли се ти да не еш таква девојка. И замисли таа девојка да се погоди во оваа конзервативна фамилија, каде што на луѓево и од 28 години вика дека биолошкиот часовник и отчукал. Па она за нив ке биде ненормална. Тоа сакам да ви кажам, луѓе, ако ние не се плашиме, ние стануваме ненормални за околината. Па порано голем страв беше дали имаме плави картони. Тоа беше еден од
најголемите стравови на нашите родители. Ама ти може да имаш некоја работа што ја обожаваш, ти имаш работа што ти ја сакаш, ти имаш работа во која што си заљубен. Ама плави картон имаш, ти осигурање. Немам. Леле, ти не си нормален. Ти взимаш 2000 евра плата и се што се случува? Не, нив не име гајле што ти взимаш 2000 евра плата. А за нив е боље да имаш 700 евра плата, ама да имаш плави картони. Затоа што така, он сега затоа што има 70 години и затоа што е пензионер и затоа што не може ништо да прави, а не дека не може ништо да прави зашто е пензионер, само нема креативна идеја. Затоа што гледате он кога дошол во поодминати години, енергијата му падната и честни исклучују се зашто знам дека има пензионери кои што си газат у животот и креираат и се креативни, затоа што едноставно не му се плашат на стравот. Не му се плашат на стравот. Сега, он има креативна идеја, он има идеја, он креира, он твори, он иде патува, он иде прави работи, па кај има време за страв? Он нема време за страв. Зашто? Се разминува со фреквенцијата. Не е на исто ниво. Не е на исто ниво. Разбирате? Тоа е као да речете, не, за тебе некои другари кои што се, не знам, во некои глупости впуштани у животот, кои што не го разбират и се деструктивци, викаш не се на твој ниво, јас со овие не се дружам. Исто е со стравот, луѓе. Тоа е као тој некој другар. Што има за дружиш со него ти? Тај дружиш се со другиве мисли. Ама мора да ги развиеш тие мисли. Гледаш, за да го порано, Витекно имаше прва и втора програма на македонска телевизија, само тоа гледавме. Прва програма за мене барем беше пуба, втора програма малтене ништо немаше. Ама ако немаше ништо на прва програма, ти гледаш втора програма. Затоа што немаш алтернативна опција, немаш ништо на прва програма. И се пушташ на втора програма без врска нешто. Ајде да речеме на втора програма се хорор филмови. Се ти ако немаш прва програмска шема, ти затоа што немаш ништо во твојот живот што ти го креираш, жрк, полека влагаш на вторава програма, каде што те плашат, каде што ти пуштат хорор филмови и ти си викаш, леле, ова е вистина. Луѓе, не е вистина тоа што умот ќе ви го каже. Видите? Луѓе, да ви кажам една работа. Во животот целта е да искрираме живот. Да искрираме ефекти. Да имаме отпечаток на планетава Земја од нас. Тоа е целта. Тоа е целта. Не е целта ти ништо да не ти се деси во животот, да си заштитен, да не те удри стрела, да не умреш. Не, целта е да искрираш живот, да искрираш простор, да оставиш оставштина за децата, за земјата, за пријателите. Тоа е целта на животот и постоењето. Не да штитиш нешто. Што штитиш? Ти ако почнеш да штитиш, одма идеш у насока на страв. Гледате, сите луѓе што сакаат да штитат нешто, секогаш се у страв. Сите луѓе што не штитат, ама напаѓаат да освојат, тој не е у страв. Зошто? Зашто стравот е повлекување. Ти кога го напаѓаш животот преку идеи, цели, креации, визии, планови, ти не можеш да си у страв. Или ако имаш страв, барем ќе биде тој конструктивен страв затоа што си излегол од комфорт зоната и затоа што треба да најдеш решение за новиот простор и новата територија која што треба да освоиш. Ама се додека освојуваш територија, не можеш да имаш страв. Кога почнеш да ја браниш твојата територија, ќе имаш страв. И на крај ќе се собереш во кацок. Ја имам еден цитат: никогаш не преговарај кога си у страв. Ти си у страв дал ќе ја продаеш колата. Па секогаш ќе иземеш пониска цена на колата ако си у страв, леле кој ќе ти ја купи. Најдобро се продава кола кога не ти се продава кола, нема потреба да ја продаеш. Зашто? Затоа што си толку релаксиран за цената да ќе ти ја дадат цената што ја сакаш. Ама кога си узор, леле, мора да ја продам колата, па нема втор, трет купец да ти ја купи, на четвртиот за џабе ќе му дадеш, зашто? Ти почнеш да размишljаш дека готово. Не можеш да ја продаеш колата. Затоа никогаш не преговарај кога си у страв, затоа што секогаш ќе правиш отстапки. Зашто стравот ти го намалува просторот. А у животот ти мора да победиш преку креирање и освојување на простор. Ништо не правиш ако не освојуваш простор. Затоа она што е најважно во животот е да ги вратиш своите креативни идеи. Кои се твоите визии? Зашто си на планетава Земја? Зашто си тука? Зошто си тука? Кој ти е целта? Која ти е мисијата? Која ти е визијата? Што сакаш да постигнеш во животот? И кога тоа ќе ти стане поважно, дури од тоа да заштитиш нешто да не ти се случи, и ја не викам дека не треба да преземеме разумни мерки да нешто не ни се случи, ама разумни мерки, зашто стравот иде во неразумни мерки, а на тој кој што е у страв, сите неразумни мерки му се разумни, затоа што го има стравот, затоа што стравот само по себе тој нерационален е неразумен страв.
идете во насока на освојување на простор, не идете во насока на бранење на простор и ќе видиш дека уствари ти и стравот се разминувате постојано. Стравот си вика, ово е луд, будала, види го, освојува живот, иде простор да освои. Затоа што стравот сака да те намали и сака да ти каже дека не те бива и дека не си доволно голем и дека не можеш и дека немаш самодоверба. Тоа све ти го збори тој негативен глас во твојот ум, страв. Може би е мајка ти, може би се татко ти кој што те плашиле, некој страв, некој глас има таму позадина. Може би кој да е, може би не ти текна кој да е, може би едноставно внатрешно некој гласче кое што те себе саботира затоа што ти вика дека не те бидува, дека не може, дека ова е Македонија, дека тука не можеш да успееш, дека имаш 39 години, не можеш да се најдеш дечко или што и да е, глупости, глупости, глупости. Гледате, стравот е песимизам. Оптимизмот не е страв. Ентузијазмот не е страв. Мора да си малку храброста, вика, храбрите ги прати среќа. Зашто? Зашто храброст е освојување на простор. Зашто и кога си храбар, напаѓаш и шириш простор. Кога ќе прошириш просторот, стравот у проширен простор не може да биде. Ете, стравот, што рековме? Стравот ќе те намали. Стравот у проширен простор не може да екзистира. Ти мора да го прошириш твојот простор преку идеи, цели, визии, акции. Преди се акција. Пори тоа што гледате, мора да се разминете со стравот. Знаете, поентата ми е дека ако човек свати колку е моќен, колку може, колку знае, колку го бива и колку све може да постигнете многу повеќе од колку што мислите. Знаете, само немате храброст. Има од Гете убав цитат: храброст е посветеност да тргнеш без гаранција за успех. Храброст е посветеност да тргнеш без гаранција за успех. Тргни и не се откажувај одма, поради тоа што кога ќе тргнеш и кога ќе истраеш, почнуваш да сваќаш колку си голем. Почнуваш да сваќаш колку можеш. И почнуваш да сваќаш дека на се можеш да му најдеш решение или со се можеш да се справиш, поради тоа што го имаш тој став. Секако има разни ситуации во животот, има исклучоци, дефинитивно, но во најголем број на случаеви можеш да се справиш со работите кои што се на патот кон твојата цел. И јас сакам само да го побудам тој дух на креативност, самодоверба и моќ кој што сите од вас го имате, само што за жал не го искористуваме. Нема посреќен човек од човек кој што го искористил својот потенцијал. Стравот ти го намалува потенцијалот поради тоа што стравот редуцира. Има цитат од филозофот Хабард, вика: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Одземете го стравот од некој човек и ќе одземете неговата малост. Немојте да бидете мали. Вие сте големи луѓе. Големи луѓе. Ја верувам во вас, ама знам дека има и луѓе кои што веруваат во вас. Имаат деца кои што ве следат вас. Имате сопруга, сопруг кој што верува во вас. Имате на работа луѓе кои што веруваат во вас. Ама преди се мора вие да почнете да верувате во вас. Стравот сака ти е поткапа вербата. Не му давај да ти прииде. Ке дојде во твоја околина, но она што треба да го направиш е да се поврзеш со вербата, со целта, да ја вратиш истрајноста кон тоа што сакаш да го постигнеш. И ќе видиш дека правиш заштитен зид во кој што стравот не може да навлезе. Океј, ви посакувам да бидете храбри, ви посакувам да бидете истрајни и ви посакувам секој од вас да дознае колку е голем. Имајте убава вечер, се гледаме во петок, во среда нема да имаме лайв, така да се гледаме наредниот петок. Чао!